Два електрични столба на улицата Сутјевска во Штип веќе подолг период создаваат ризик и несигурност за граѓаните кои живеат во нивна близина. Еден од столбовите нема статичка стабилност и функцијата ја врши бидејќи се подпира на бетонската ограда од куќата на улица Сутјевска број 17. Проблемот е со самата бандера, тоа што е више 5 години е навалена, пошто таа не е бетонирана доле, на насип е земјата и е пукната. Пријавено е дистрибуција, на време дојдеа гледаа, беа за покушале некој да исправат, не ја исправија, и најавно после ќе става друга бандера. Ајде, чекаме долго време, реагираме, секоја година се реагира, и кога да дојдат. Загрижени се и соседите. Велат, оваа бандера е потенцијална опасност за нивните домови, но и животи. И секој пат кој има невреме, со страна на терасата стоеме да видиме да не падне искри излеват од бандерата, а никако 5 години виде више никаков ништо нема од дистрибуција. Ово е срамота. Срамота е за ово, ќе падне 10 куќи ќе изгорат. Тоа мислат ли го они? Опасно е врз мојата куќа ќе падне. Бандерата е навалена на кај мојата куќа. А толку години ќе убот комшијата ја убава ни доваѓат туа, измерат, па се отидат. Вториот столб е ризик за целата стамбена зграда, а станарите се плашат од потенцијален електричен спој. Ако падне то не дај Боже од ветер или деца или коли, аптолом ќе направи. Реагирано ли е умеѓу време? Реагирано е само со дистрибуцијата и ништо, така е оставено. Одевана, во врска со овој граѓански проблем, велат. Екипите на електродистрибуција излегле на терен веднаш по известувањето на корисникот. Констатирано е дека се работи за еден навален пластичен столб кој се наоѓа во дворот на корисникот, пошто е започната постапка за дислокација на истиот. Во комбинација со модернизирање на мрежата, столбот наскоро ќе се дислоцира и замени со нов. Проблемот со електричниот столб кај зградата е од пред неколку недели, кога возило на јавно предпријатие со себе ги повлече ниско спуштените кабли, пошто се случи вистинска хаварија. Урнати се 4 столба, од кои еден заврши врз паркиран автомобил. Вистинска среќа е што се остана на материјална штета.